На почетокот на продолжението на конститутивната седница во Собранието, Оливер Спасовски од СДСМ побара поддршка од 10 пратеници за да се премине на четвртата точка од дневниот ред и да се избере председател на Собранието. Председавачот со седницата Трајко Велјановски рече дека се постапува согласно деловникот кој предвидува да не може во среде расправа по точката да се премине на расправа на наредна точка. Илија Димовски од ВМРО ДПМН побара да не се прави политичко насилство во парламентот, истакнувајќи дека прво треба да се формира комисијата за прашање на изборите и именувањата, а потоа да се избере председател на Собранието. Джевата Деми од ДУИ пак се согласува со предлогот на Спасовски за прескокнување на третата точка и побара да се почитува деловникот, односно да се премине на четвртата точка и да се избере председател на Собранието. Вчера во попладневниот дел од дебатата пратениците од СДСМ се откажаа од репликите во интерес на завршувањето на седницата. Тие во процедуралните реакции обвинија дека се крши собранискиот деловник со цел одолговлекување на дебатата. А граѓанската иницијатива за заедничка Македонија упати вонреден повик до граѓаните. Бидете наготовс и подготвени за секаква реакција. Ке се обидат насилно да изберат председател на Собранието. Заедно сложни, бројни, мудри и силни доаѓа времето за финалната победа. Денеска сите пред влада во 5, а ако е потребно и порано. Објавено е на официјалниот FB профил на граѓанската иницијатива. Министри албанци од Албанија, Косово и од Македонија, представници на стопанските комори на трите земји и албански бизнисмени се собраа викендот во Шенџин, Албанија и формирале форум на албанските производители. Целиот проект оди под паролата Купувај албански, троши албански, па дипломатски извори за весникот Дневник велат дека ова што сега се прави е само дел од сантата мраз наречена Тиранска платформа и оти наскоро може да се очекуваат и други чекори во насока на обединување на албанскиот етнички и јазичен простор. Ова значи тивок бојкот на македонските производи или, ако сакате, почеток на економска војна, вели изворот за Дневник. Американскиот председател Доналд Трамп го осуди хемискиот напад во северниот дел на Сирија, во кој бројот на жртвите се искачи на 86. Иако претходно беше воздржан околу сирискиот режим, овој пат Трамп порача дека неговото мислење кон председателот Башар ал-Асад комплетно се сменило. Сега зборуваме за едно сосема друго ниво. Кога се убиваат мали деца, невини бебиња, со тоа се преминуваат неколку црвени линии, изјави Трамп. Советот за безбедност пак синоќа не успеа да ја усвои резолуцијата со која се осудува хемискиот напад во провинцијата Идлиб, откако Русија наведе дека текстот е неприфатлив затоа што однапред се одредувал виновник без цврсти докази. Експертите од Обединетите нации соопштија дека во нападот бил користен нервен газ сарин, а Москва тврди дека токсичниот газ потекнува од магацин на сириските бунтовници кој се проширил откако складиштето било погодено во воздушниот напад.